Михаил, Теодора, Ведран и Леонтина раснат. Родителите Благица и Александар со обврски се 24 часа на ден. Немаат ниту ден, ниту ноќ, а државата се уште не се јавува. Напорно, малку не е напорно, тешко. Имаме помош од бабите, дедовците. Не спиеме навечер, ручкаме, спикаме, преку ден е добро, но навечер прават проблеми малце. Будни се, сакат ураци. 4 деца на едно место и на иста возраст да се одгледуваат е огромна радост, но и неверојатен подвиг. Како Благица и Александар се справуваат? Па добро, се снаѓаме добро, имам помош и поддршка од сопруга, добро. На мене ми е супер. Малку ми е напорно, оти обврски према деца, обврски да набавиш работи што треба за дома, на работа, едно друго. Малку е напорно, али мора да се издржи. Борбата за нив е секогаш Тоа се сладки маки, да. Сладки маки. Ова е само почеток на огромниот предизвик за младото семејство, но и практично е невозможно сами тие двајцата сето ова да го издржат. Дали некој им помага? Бабите, тетките, дедовците исто, вујковци. Доваѓаат сите помалку, кој како според обврските. Кој кога има слободно време, тога. За регањето на Штипската четворка имаше огромен интерес и ветување за помош од сите страни. Но што се случува и што од помош семејството досега доби? Има некои институции помагат, некои ветија нешто, мали нема се уште нешто. Градоначалникот, тоа што од општината од Штип. Доста работи ни има помогнато, благодарение до него. Па, Други се некои. каже, Аджико исто така, Аджико. релаксаторите. фирмата во која сум вработен, и они ни испанало сусрет, помогнаа ни. Така да некои ветуват, а ги нема никаде, али фала му на Господ, ние се снаоѓаме сами. Скромноста и достоинството на Благица и Александар се евидентни, но вистина е дека ветената помош од големи бизнисмени до нив се уште не стигнала, а за жал се уште никаде ја нема ниту државата. Ке направиме се што може на ова семејство да му се помогне, а за неколку дена кај нив ќе се појави комисија од Центарот за социјални работи Штип. Изјави за телевизија стар министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. 6-членото семејство во моментов живее во 90 квадрати, кои за многу кратко време за нив ќе бидат претесни. Од друга страна, Благица не прима породилен надоместок и тие живеат само со платата на Александар. Пред 27 години, тогаш родената четворка од државата доби комплетно внимание, односно стан и обезбедени финансиски услови за нормален развој на децата.